По повод имплементирање на Законот за работно ангажирање, започнува и националната кампања Fair Ангажман, преку која ќе се организираат информативни денови низ државата со цел граѓаните и бизнисите директно да се запознаат со новите можности. Но за тоа, што конкретно менува законот, како ќе се спроведува на терен, денеска во студиото разговарам со представници на организациите кои што се вклучени нели во поддршка и имплементација на овој закон. Ќе посакам добар ден и добре дојде на Александра Караевска-Димовска, советник во ГИС, и добар ден за Кристијан Трајковски, проектен координатор во Центарот за истражување и креирање политики. Добар ден. Веќе ги погледнавме предходните прилози и дадовме еден вовед поблиску да ги запознаеме нашите гледачи и граѓани нели за самиот закон, а со вас малку подетално за имплементацијата и оној информативен дел кој што треба да го знаат и граѓаните, но и работодавачите кои што се заинтересирани да ангажираат вакви лица. Меѓутоа, јас како за вовед само ќе кажам, кампањата Fair Ангажман се реализира во рамките на проектот Подобри услови за вработување на сезонските работници во Македонија, имплементиран од Германското друштво за меѓународна соработка ГИС, Центарот за истражување и креирање политики, потоа Министерството за економија и труд и Агенцијата за вработување на Република Македонија, сите институции кои што директно ќе бидат вклучени во ова. Ајде најпрво прашање за вас, Кристијан. Неформалната работа со години е присутна, особено во земјоделството, угостителството, потоа туризмот, па и во домаќинството, што покажа дека е време за нов пристап и нов модел за ангажирање на лица за повремена и сезонска работа и пред се зошто беше неопходно воведување на овој закон за ангажирање на лица за повремена и сезонска работа. Така. Пред се драго ми е што јавниот сервис се вклучува во поддршка на информирање на граѓаните и драго ми е што отвараме повторно оваа тема која што е многу значајна и од самите прилози досега во текот на емисијата. Забележавме дека постои интерес, но постои потреба од поголема информираност, зашто ќе зборуваме нели во текот на оваа емисија, но да се вратам на самото прашање кое што го поставивте. Ова е прашање кое што долги години нашето општество работи на него, значи јавните институции, вклучително со поддршка на стручната јавност и невладиниот сектор како поддршка. Значи некаде 2015 и 2016 се самите почетоци каде што во нашава држава почна така поотворено да се зборува за нови облици на вработување кои што понудат флексибилност, кои што се попрактични во процесот на управување со човечките ресурси, кои што одговараат на потребите, кои што ги поставува, да речеме, еден модерен пазар на труд, и некаде, како што ги нарекува нели меѓународната организација на трудот, casual work или in-call work, тоа се некои облици кои што ги наметнува самиот пазар на труд и модерното живење. Од една страна, да, треба да се прилагодуваме на модерното време на живење, но и европските и можеби светските трендови за вработување, но за жал пак во државата се појави потреба од ваков закон токму заради недостатокот на работна сила во одредени сектори. Меѓу останатото, сте во право, недостатокот на работна сила создаде потреба работодавачите да вклучуваат во работните процеси и категории на граѓани кои што формално досега не можеа да бидат работно ангажирани. Тоа представуваше една од главните пречки и една од главните причини поради кои што се отвори и се инициираше оваа реформа. Практично уште од самите почетоци се отворија консултации со работодавачите, со засегнатите чинители во самиот процес да се истражи зошто и кои се причините. Се утврди дека во тој момент постојната правна рамка и постојната како да кажеме начини на вработување не одговараат на потребите кои што тековно ги имаат работодавачите, односно краткотрајната, повремената, привремената или сезонската работа, која што најчесто зависи од непланирана потреба, од зголемен обем на работа или пак од сезонскиот карактер на самата работа, не секогаш одговараа за работодавачите, а дополнително згора на се, како што споменавте, не одговараше ни тој момент дека во работните процеси се вклучуваат категории граѓани кои што доколку формално бидат ангажирани, односно вработени, како што беше до преддонесувањето на овој закон, тие се соочуваат во ситуација да ги загубат своите права.
За тие причини беше креирана и работна група која што беше предводена од страна на Министерството за економија и труд. За практично изготвување на ова законско решение беше отворен консултативен процес да се применат, односно да се соберат сите мислења на сите засегнати чинители и страни. Во процесот забележав дека Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи веќе спомена дека ова е една постара идеја. Да, на почетокот согласно стратешките определби на државата се зборуваше за еден ваучер систем, издавање во хартија, пријава и така натаму, но следејќи ги модерните трендови, целата постапка практично се насочи во дигитализирање, еден конкретен нов закон кој што се применува. Баш така. Така. Одлично. Александра, би сакала да ми кажете на кој начин Германското друштво за меѓународна соработка го поддржа овој процес и кои меѓународни искуства беа земени предвид при неговата подготовка? Секако, Германското друштво за меѓународна соработка го спроведува проектот подобрување на условите за вработување на сезонски работници во регионот на југоисточна Европа, финансиран од страна на Сојузна Република Германија со цел да се подобрат условите и реформите на системот за вработување на сезонските работници. Секако, за да се стигне до имплементација на поставениот проект, соодветно се користеа сите меѓународни, односно искуствата на земјите од Европска Унија, како например од Хрватска, токму ваучер системот во земјоделство што го спомена и Кристијан, од Унгарија, каде што е малку поинаков систем на применување, каде што е повеќе вклучена дигитализација и услуги кои што всушност се покажа како посоодветен и подобар систем и модел кој што би можел да се искористи. На основа на искуствата од овие европски земји се моделираше законот за сезонски работници во Република Србија во 2018 година, каде што самиот закон во примена влезе некаде во јануари 2019 година и фиксирано само за земјоделството, што не е случај како кај нас, проширена верзија. Имаме, да, и резултатите на крај покажуваат дека вредеше целиот труд и поддршката. Значи, согласно на последните информации што ги имаме од 31.12.2025 година, статистиките покажуваат дека 108.000 лица се пријавени, регистрирани преку порталот sezonskiradnici.gov.rs, дека се веќе регистрирани 7,4 милиони работни ангажмани, односно денови за истите. Овие информација за Република Србија. За Република Србија, така, да. Добро. И дополнително буџетскиот приход по однос на плаќање на придонесите и даноците за овие ангажирани сезонски работници е околу 19 милиони евра. Согласно на сето ова што веќе го искусија соседите, имаме ли некакви податоци за Македонија, затоа што со почетокот на 2026 година почна ли функционирањето на овој закон? Официјално да, од 1.1.2026 година законот е активен и применлив, но до моментов се уште немаме никакви информации по однос на извршени регистрации или пријави на сезонски работници, но секако дека се очекува и се надеваме дека скоро ќе се надмине тој дел. Затоа е потребата од ваква кампања да се понудат повеќе информации и за граѓаните и за оние луѓе кои што се офатени со овој закон и дејностите исто така кои што се офатени, па се надеваме дека примената ќе биде успешна. Кристијан, кои се придобивките од новиот систем што се промовира преку кампањата која што денеска ја презентираме, фер ангажман за граѓаните, стопанството, но и за државата? Сите ќе имаат бенефит, нели? Очекуваме дека со фер ангажман сите добиваат. Како што споменавте, државата ќе има подобра контрола и ќе практично ќе овозможи заштита и правна, но и социјална на ангажираните лица.
Важно е за ангажираните лица кои што ќе бидат дел од системот, односно кои што ќе бидат пријавени од страна на работодавачите, дека нема да ги загубат веќе стекнатите права од социјална заштита. Односно пензионерите нема да имаат потреба да ја стопираат или да ја стават во мирување својата пензија. Тоа е еден од најважните моменти во овој закон за корисниците, да. Така, баш тоа што го велите. Тоа е еден од најважен момент кој што граѓаните треба да бидат информирани дека во суштина не ги губат своите права. Ниту едно право, значи правото на стипендија, правото на пензија, правото на социјална заштита, што исто така многу важно, се тоа се категории граѓани кои што веќе тековно на еден или на друг начин се вклучени во еден од овие сектори на дејност и веќе активно работат, но работат во рамки на неформалната економија, плашејки се дека за еден или два дена ангажман во текот на месецот или на сезоната ќе ги загубат веќе стекнатите права и тоа беше една од причините државата да размисли во насока како да ги поттикне овие граѓани да влезат во рамки на формалната економија. Од аспект на работодавачите, исто така може да забележиме дека постојат бројни бенефити, тоа е едноставна пријава, значи исклучително многу се намали административниот товар кој што тие го носат во процесот, бидејќи во неколку чекори се врши пријавата, што до сега не беше случај, имаше потреба од јавно огласување, подпишување договори, целата таа административна постапка. Сега тоа е сведено на неколку чекори во електронска пријава со согласност на ангажираното лице, се воспоставува тој фер ангажман. Но исто така вреди да се напомене дека е подобрена и можноста за токму тоа управување со човечки ресурси, особено во услови кога работата е краткотрајна, непредвидена, сезонска, се случува повремено или да земеме за пример ресторан кој што организира прослави, непредвидено се зголемува потребата од работа, ангажира за таа вечер дополнително некој човек или во екот на бербата, во земјоделието и така натаму. Се излегува на пазарот на труд, си објавува потреба, се јавуваат заинтересирани и многу лесно оди процесот, сите задоволни, така? Така. Колку едноставно звучи, се надевам така и во пракса ќе функционира. Александра, кои резултати се очекуваат од кампањата која што денеска ја представуваме? Какви ефекти очекувате во однос на намалување на неформалната економија и зголемување на довербата во институциите, што е многу важно, особено во секторите како што е земјоделство и туризмот? Токму така, како што веќе Кристијан напомена и вие во најавата, значи целта на јавната кампања е токму објаснувањето на законот, како тој функционира, која страна што добива и што нуди, но повеќе е што добива. Сите можни дилеми или нејасни ситуации и кај работодавачите, и кај потенцијалните ангажирани лица, кај институциите верувам дека нема да има нејасноти. Сето тоа ќе биде дел од јавната кампања, ќе користиме сите можни канали од телевизија, радио, социјалните мрежи со една единствена цел да што поблиску и појасно го доближиме законот до граѓаните, за да може да целосно се вклучат во фер ангажманот и да може да се применува и реализира и имплементира законот така како што е замислен. Секако дека Германија преку ГИС ја дава својата целосна поддршка кон институциите за да се надминат евентуалните недоследности можеби во системот и да може што поуспешно да биде имплементацијата на законот. И секако сите да добијат фер ангажман и да ги добијат своите права и бенефиции кои што ги заслужуваат и им следуваат. Така, како што споменавте, јас само ќе потврдам дека оваа реформа е насочена кон една суштинска цел, а тоа е достоинствена и законска работа за сите и фер ангажман всушност значи сигурност пред се за ангажираното лице, ефективност за работодавачот и одржливост за системот. Меѓутоа, ајде едно горливо прашање кое што се постави во предходните прилози. Дали можно е злоупотреба на законот? Имавме изјава дека не е можно злоупотреба на законот затоа што всушност со законот се елиминира сивата економија, да речеме, во рамки на работните односи. Видете, кога станува збор за целосна нова реформа, не можат да се предвидат во целост сите предизвици кои што ќе се искренат пред јавните институции, меѓутоа верувам дека со добра контрола од страна на надлежните служби ќе се овозможи доследна примена на законското решение. Секако на крајот од денот правната регулатива е жива материја која што се менува согласно потребите кои што ќе ги
ќе ги забележат јавните институции, меѓутоа и недостатоците во ОТ ќе се решаваат. Апсолутно. Во ОТ ќе се решаваат секогаш, како што спомена и колешката Александра, тука постојат организации кои што ја овозможуваат таа поддршка кон јавните институции, дали ќе биде експертска, дали ќе биде преку различни видови активности, меѓутоа да, во право сте, секогаш постои таа можност да се направи некаква злоупотреба, но од тие причини постојат и мерките на заштита и контрола кои што се утврдени во самиот закон, така што веруваме дека засега од она што го имаме земено како компаративно искуство, имајќи ги предвид стандардите кои што се поставени од страна на меѓународните организации на трудот, верувам дека во моментов имаме добра правна рамка и правна основа да отпочнеме на ваква реформа, па понатаму доколку се појават потреби за нејзино прилагодување, секако институциите будно ќе го следат процесот. Пред да ја дадеме завршницата на разговорот, би сакала сите заедно да го погледнеме и промотивниот видеоматеријал кој што ни го донесовте, па една убава најавна информација за сите наши гледачи. Режија ве молам ако може видеоматеријалот да го погледнеме. Со тон има читање. Како даватели на нега на деца, стари лица или за мали поправки во домот. Овие работни ангажмани се непријавени, затоа што постојачките форми не овозможуваат флексибилност. Тоа значи дека работно ангажираните лица немаат осигурување и заедно со работодавачите се во ризик затоа што не се заштитени во случај на повреда при работа. Со новиот закон за работно ангажирање на лица, сите добиваат. Работодавачите добиваат брз начин на пријава и одјава и жирално плаќање на работниот ангажман, додека работно ангажираните добиваат осигурување во случај на повреда на работа и пензиски стаж. Сите можеме да бидеме работодавачи и сите можеме да бидеме работно ангажирани. Работното ангажирање може да биде во земјоделството, угостителството, туризмот и услуги во домаќинството. Работно ангажирани лица може да бидат и лица кои остваруваат определено право без истото да го изгубат. Ако си корисник на социјална помош, стипендија или пензија, нема причина да се грижиш. Работно ангажираните, остан договорениот надоместок, преку фиксно утврдениот паушал добиваат и социјална заштита. Пријавата е лесна во моментот кога се договараат работно ангажираното лице и работодавачот. Пријавата се врши на порталот на Агенција за вработување на Република Северна Македонија, работа, а плаќањата одат преку системот за ЕДАНОЦи на Управата за јавни приходи. Вашиот работен ангажман заслужува сигурност. Вие заслужувате флексибилна пријава и одјава на работниот ангажман. Твоја работа, твои права, твоја сигурност во секое време. Време е за фер ангажман. Секоја година. И доволно информативно за граѓаните. Јас само ќе најавам дека во текот на целиот месец март ќе се одржуваат информативни сесии низ градовите во земјава со цел граѓаните поблиску да се запознаат нели со кампањата и со законот. Првата информативна сесија ќе се одржи на 4 март во општина Тетово, а потоа ќе следуваат и други, па еве за крај на разговорот да најавите каде се, што ќе се случува, да ги поканите граѓаните, една порака да упатите до сите заинтересирани. Така, во рамки на кампањата Фер ангажман би ги повикал граѓаните да се информираат детално за своите права и обврски кои што можат да произлезат од овој ангажман и секако да се вклучат во рамки на информативните сесии кои што ќе се организираат во државата. Како што споменавте, првата информативна сесија е веќе утре во 12 часот во општина Тетово, додека следните ќе бидат утврдени во наредниот период и затоа ги повикувам да ги следат каналите на јавните институции, но и на Центарот за истражување и креирање политики и Германското друштво за меѓународна соработка, каде тековно се објавуваат информации за активностите кои што предстојат. Веќе се развиени различни содржини кои што ќе бидат комуницирани со јавноста, а се со цел да допреме и да ги информираме соодветно за она што подразбира фер ангажман. Александра?
Токму така ги повикуваме сите граѓани да се вклучат и приклучат на овие инфоденови кои што планираме да бидат одржани во повеќе градови низ Северна Македонија, така да на тие инфоденови, на тие сесии ќе може буквално да се постават сите дилеми, прашања, нејасноти, се со цел да објасниме кои се целите и придобивките на законот и секако да ги повикам да се приклучат на фер ангажманот и на примена на овој закон и регулација на ангажманот. Само ќе потврдам дека фер ангажман не е само кампања, тоа е нов стандард за одговорно и достоинствено работење и токму затоа информирањето денес значи посигурна работа утре. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Благодарам на поканата.